Почитувани гледачи, добро вечер. Од оваа среда и секоја наредна почнуваме нов серијал на ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. На моја огромна чест, денеска прв гостин во овој серијал е градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митески. Градоначалник, добро вечер и добре дојде. Тино, добро вечер и благодарам за поканата и навистина е моја честа што вечерва имам можност да ја отворим оваа нова серија на подкасти заедно со градоначалниците на ВМРО ДПМН и се надевам дека ќе бидеме интересни за сите кои што ќе не гледат. Се надевам јас, бидејќи навистина има што да говориме, односно има доста проекти, има доста мерки кои што треба да се изработат следниве неколку месеци, со оглед на тоа дека доаѓаат и локални избори, треба што повеќе да се работи. Јас би почнал со историски, што начекавте кога ја презедовте локалната власт во општина Аеродром? Да, пред скоро 3,5 години успеавме да ја преземеме, успеавме со поддршка на граѓаните, добивме огромно мнозинство на изборите, ја преземавме локалната власт во Аеродром. Во тој период до тогаш апсолутна власт има и на централно и на локално ниво нашите претходници, односно социјалдемократскиот сојуз, и навистина беше едно тешко преземање, односно една тешка ситуација за локалната самоуправа, имајќи предвид дека како општини имавме апсолутно нула поддршка од страна на централната власт. Настрана од тоа, со самиот момент на преземање се соочивме со многу предизвици во општината, односно во општина Аеродром, предизвици од нефункционирање на системот, предизвици од нејасно поставени цели и начин на работа. Нула започнати проекти кои што ќе можевме да ги продолжиме. Тотален хаос во една институција која што треба да биде најблиската институција до граѓаните, односно институција која што прва ќе им пружи помош за било кое прашање на граѓаните. Така можам слободно да кажам дека од една неубава ситуација, односно една слика која што не беше за пример при преземање, можам да кажам дека со макотрпна работа изминативе години успеавме да ја промениме сликата во однос на функционирање на општината како институција и веќе да граѓаните осетат и подобрување. Значи, ако можам да заклучам, според она што го говорите, дека наследивте нефункционален систем во општина Аеродром. Генерално системот нефункционален беше на ниво на цела држава и тој се пресликува во рамки на општините. Незаинтересираноста на претходниците за водење на институциите согласно потребите на граѓаните доведе до таква состојба и заради тоа беа казнети на изборите од страна на граѓаните, и тоа треба да им биде една поука дека во иднина кога ќе преземат власт да не ја практикуваат власта заради власта, туку да ја практикуваат во интерес на граѓаните. Би сакал сега да напоменам дека вие бевте председател на Советот во општина Аеродром, па сега сте и градоначалник на општина Аеродром, како една од најбројна и најголема општина во Македонија. Каква беше честа да седнете, да речем, на тоа столче, да се председава со една од најголемите општини во Македонија? Да, дефинитивно предизвик, имајќи предвид дека Аеродром е најголемата скопска општина и една од најголемите 5 во Македонија, предизвик кој што бараше многу залагање и многу вложување, се со цел да стигнеме до на ниво до кое што го посакувавме како институција, имајќи предвид дека имавме апсолутно мнозинство и во рамки на Советот, сето она што ни беше зацртано како план и програма за работа и функционирање на општина Аеродром, секако во координација со тогашниот градоначалник Тимчо Муцунски, значи успеавме да го реализиравме. Меѓутоа, паралелно на тоа пробувавме да најдеме заеднички јазик со сите советнички групи, имајќи предвид дека и тие советнички групи добиле поддршка од одредени граѓани, тие советнички групи имаат своји барања и потреби во рамки на нормалното функционирање на Советот, преку постојана комуникација, диалог со сите политички партии кои што се представени во Советот преку своји советници, успеавме да го изменаџираме тој период во однос на водење на Советот. Така и денес постојано имаме координација со сите советнички групи, се со цел да предложиме најдобри можни проекти кои што се во интерес на сите граѓани. Практикувањето на власта едностранно, односно без комуникација со сите засегнати е голем проблем и мислам дека не оди во интерес на никого. Секако постојано и политички дуализам во рамки на
на Советот, меѓутоа морам да истакнам дека кога станува збор за прашања битни за граѓаните и она што е добро за сите, дека секогаш добиваме поддршка од страна на сите политички партии. Тоа е добро, бидејќи сепак работиме за граѓаните, односно тие не гласат и ни дадат доверба, едноставно треба да работиме за во нивна корист. Ги начнавте проектите, па би сакал, може ли да ни издвоите кои се најголемите проекти што изминативе скоро 4 години, не се, меѓу 3 и неколку месеци се може да ги издвоите во општина Аеродром. Да, јас сум во општина Аеродром прв човек околу 7 месеци, претходно мојот претходник Тимчо Муцински започна добар дел од проектите кои што добија еден свој континуитет по преземањето на градоначалничката функција. Особено внимание посветувавме на најмладите, имајќи предвид дека Аеродром е една млада општина која што има доста млади луѓе, дали тоа се млади брачни парови кои што имаат своји дечиња во градинка, во училиште, и секако најголемите потреби со кои што се соочуваат аеродромци се токму во воспитно-образовниот процес. Успеавме да пуштиме една нова детска градинка, тоа е градинката Срничка. Покрај тоа што пуштивме во употреба една нова детска градинка, значи почнавме со изградба на втора детска градинка. И тоа е еден од приоритетите на општина Аеродром, зголемување на капацитетите во рамки на детските градинки. Започнавме изградба на ново училиште, односно доградба на постоечко училиште кое што е со 18 кабинети, скоро е како едно цело ново училиште, и тоа се големи капитални проекти кои што се финансирани од буџетот на општина Аеродром со поддршка на владата. Воведовме еден проект за прв пат за доделување на таблети на сите четвртоделници. И тоа е еден проект кој што најде на огромно одобрување кај родителите и кај децата, имајќи предвид дека во четврто одделение учениците за прв пат имаат допир со дигитализација во настава, а ова беше поттикната во еден момент на криза кога знаеме дека претходниците нема учебници за дечињата, па се обидовме некако да го надоместиме тој губиток на учебници со можност да им воведеме во дигитална форма да имаат пристап до тие материјали од кои што треба да учат. Многу нови игралишта, многу нови паркови кои што ги изградивме во изминатиот период, се со цел да имаме многу катчиња за рекреација на аеродромци и многу други проекти кои што тековно се спроведуваат и се реализираат, а се од големо значење за сите нас. Пример, не знам, ќе кажам дека поставивме фотоволтаици за електрична енергија на сите основни училишта кои што се под надлежност на општина Аеродром. Обновивме повеќе фасади и добивме енергетски ефикасни објекти на училишта и на градинки. Реконструкција, асфалтирање на повеќе улици. Така што паралелно работиме на повеќе полиња, се со цел го слушаме гласот на граѓаните, односно потребите на граѓаните, и се обидуваме колку се што е во рамки на наша можност да реализираме. Тука по редослед ми се некако обратно направени прашањата, па би го поставил предпоследното прашање, до следните избори имаме уште неколку месеци. Би сакал до крајот на скоро на оваа година, што би можеле да издвоите, што да очекуваат аеродромци до крајот на мандатот, да речеме, во аеродром? Така, да, можам да кажам дека оваа година ќе биде година на нови објекти и нови инвестиции од страна на општина Аеродром, сето тоа со поддршка од страна на владата. Успешно завршивме еден процес на проектирање. Проектирање е многу битен процес пред отпочнување со било каква градба на многу нови објекти, така што веќе започнавме реконструкција на плоштадот позади трговскиот центар Капитал или прв центар. Завршени се тендерски постапки за реконструкција на плочници, за реконструкција на повеќе улици низ општина Аеродром, реконструкција на водоводни мрежи, онаму каде што граѓаните се соочуваат со проблеми со притисок, односно недостаток на водоводна мрежа. Ќе отпочнеме многу скоро со поддршка на Министерството за образование изградба на една училишна спортска сала во Долно Лисиче. Долно Лисиче е место каде што
Досега нема изградено спортска сала и учениците за жал наставата по физичко или на отворено игралиште ја реализираат или пак во училница што во 21 век и во една урбана општина е недозволиво. Тоа е нешто што е ветувано години уназад, меѓутоа никој досега не успел да го реализира. Ке продолжиме со доградба на капацитетите во училиштето, уште 2 училишта ќе добијат проширени капацитети во општина Аеродром. Ќе отпочнеме уште една нова детска градинка, тоа е трета нова детска градинка за изградба со капацитет од 400 дечиња. И она што особено ме прави горд, веќе завршивме со проектирање и наскоро ќе аплицираме во владата за поддршка, односно за обезбедување на финансиски средства, еден нов мултимедијален центар. За прв пат ваков мултимедијален центар ќе се гради во општина Аеродром. Тоа ќе биде комбиниран центар, простор за изложби, простор за представи, музички настапи, комплетно мултимедијален центар каде што аеродромци ќе можат да уживаат и во културата и во уметноста, и мислам дека ќе биде еден хайлайт на овој мандат. Како што напоменавте, три градинки, тоа значи дека би се отпочнале, да речеме, оваа година, со оглед на тоа дека навистина, како што напоменавте на почетокот, Аеродром е на млада општина, односно живеат многу граѓани кои што имаат дечиња и голем е проблемот со градинки и слично, така да добро е фокусирано ова на решавање на тој проблем, а исто и ова со мултимедијалниот центар, навистина мислам дека ќе се отвори, ќе се развие она културата која што треба да се зголеми. Не дека нема, меѓутоа ќе се треба да се зголеми. Сите уметници, културни работници ќе имаат еден простор, едно катче каде што ќе можат да творат и да го презентираат тоа што ќе го творат, имајќи предвид дека Аеродром има многу културни работници, и музичари, и сликари, и актери, значи комплетна понуда можеме да им презентираме на аеродромци од аспект на културата, доколку им дадеме простор каде што ќе можат сето тоа што го работат да го презентираат. Ке те вратам малце назад на детските градинки. За жал Аеродром во изминатиот период, изминативе години многу се градеше. Меѓутоа многу малку е посветено во однос на развој на она секундарна инфраструктура како што се училиште и градинки. Примарната инфраструктура од аспект на улици, водоводи, канализација е направена, меѓутоа скоро и никој да не посветил внимание до овој мандат на развој на инфраструктура во однос на училиштата и на градинките. А тоа е како битно, доколку сакаме да имаме нови жители, доколку сакаме да имаме едни подобри услови за живот на сите, мораме да им обезбедиме на тие луѓе прво место во училиштата за дечињата, второ место во градинките. За жал, општина Аеродром има многу дечиња кои што чекаат место за упис во градинките, и тоа е еден проблем кој што го затекнавме пред 4 години, на кој што посветено работиме. Можам да најавам дека и ќе отпочнеме многу скоро и постапка за изработка на урбанистичко-планска документација и основен проект за уште една детска градинка во Долно Лисиче, која што се надевам дека од аспект на документација ќе завршиме до крајот на овој мандат и веќе во текот на следниот мандат ќе отпочнеме и со реализација. Бидејќи во вашиот говор неколку пати ги споменавте оние средства од владата, па би сакал да ве прашам дали ова финансиски инекција од владата навистина помага кон општините? И колку реализираат од тие средства? Да, ова е огромна помош која што добивме од владата како општини. За прв пат се делат вака средства на општините по овој принцип, по принцип на број на жители, што мислам дека е еден праведен и правичен начин на распределба на овие средства. Претходно владата исто така делела, претходната влада средства, меѓутоа делела средства на оние општини кои што се блокирани. И на тој начин ги наградувала оние кои што работеле недомајќински. Ги мотивирала да продолжат да работат недомајќински. Слушавме примери како на општини кои што наплаќаат 0 денари данок на имот, владата им помага за разложување. Тоа значи дека општините не се завршиле домашната работа, не ги прибрале средствата кои што треба да ги приберат и по закон се должни да ги приберат, и згора на тоа владата уште ги стимулира и им дава финансиски средства. Овој тип на помош на општините врз основа на број на жители и достапност која што имаат сите општини во Република Македонија, без оглед дали градоначалникот е од ВМРО ДПМН, дали од СДСМ, дали од ДУИ, дали од
од Вреди, Знам, Алијанси или која и да е друга политичка партија, сите имаме еднакви услови. И условите и критериумите се однапред познати, сите имаат право да учествуваат. Начинот на финансирање на општините кои што го имаме во моментов не зависи генерално од еден услов, а тоа е прибирање на комунали, односно изградба на нови згради. Како општина спроведовме политика изминативе 3,5 години да бројот на нови згради го сведеме на минимум во аеродром, имајќи предвид дека повеќе од 10 на 15 години се градеа без прекин многу нови згради. Како раководство одлучивме дека тоа малце ќе го стопираме, се со цел да можеме да стигнеме со изградба на инфраструктурата и да им овозможиме можност за престој на сите жители кои што живеат во тие нови згради. Имајќи предвид дека го намаливме бројот на згради, тоа значи дека и помалку приходи и помал буџет за самите општини, и тоа е цената која што се плаќа од аспект на тоа дали и како ќе функционира општината, така што оваа поддршка од владата која што ја добивме, во првиот повик беше 3,4 милиони евра која што добивме како аеродром и аплициравме со 9 проекти, за сите 9 проекти е спроведена тендерска постапка и веќе отпочнуваме со реализација. Ги спремаме и во завршна фаза, се за неколку дена ќе аплицираме и на вториот повик кој што го имаше владата. Општина Аеродром има на вториот повик 10,4 милиони евра и добар дел од овие проекти кои што ги споменав претходно, значи ќе бидат аплицирани во владата и се надевам дека ќе ни бидат одобрени за реализација. На тој начин ќе успееме да постигнеме една добра реализација на проекти, една добра динамика и дека ќе успееме да ги подобриме условите за живот на сите аеродромци. Дејан, вака со име Дејан, како е да се биде градоначалник на општина Аеродром? Која е вашата мотивација и од кај црпите енергијата за да ги изреализирате овие проекти кои што ги имате во програмата? Тино, морам да кажам дека да се биде градоначалник на било која општина, не само на аеродром. Аеродром е дополнителен товар поради големината, е пред се голема обврска. Обврска према сите оние гласачи пред се, но и сите жители кои што живеат на територија на општината, обврска да се направи, односно да се задоволат сите потреби на граѓаните. Мотивот е за да бидам градоначалник е заради тоа што јас самиот живеам во општина Аеродром и сето она кое што ќе се направи ќе биде прифатено со големо задоволство од страна на граѓаните и мислам дека тоа е најголемиот мотив за да се биде градоначалник на една општина. Меѓутоа мораме да имаме предвид дека функцијата градоначалник покрај тоа што носи предности, дека бара и многу откажување, односно многу вложување во работата на општината. Градоначалник нема работно време, градоначалник мора да е достапен на сите во било кое време. Градоначалник или општина е првата институција каде што граѓаните се обраќаат за било каков проблем. Дали е проблем поврзан со градот Скопје, дали е проблем поврзан со некое јавно комунално претпријатие, дали е проблем кој што е во надлежност на некоја централна институција или министерство, прва врата каде што граѓаните тропат е општината и на тој начин општината се обидува да биде сервис на сите граѓани. Не сите проблеми можеме да ги решиме и тоа е нормално, меѓутоа мора да разберат граѓаните дека искрено се трудиме да им помогнеме и кога нешто не е во надлежност на општината, дека навистина ќе се заложиме и кај другите институции да побараме помош и поддршка се со цел решавање на нивното прашање, така што функцијата градоначалник е една комплексна работа која што не е насочена само кон една работа. Функцијата градоначалник е работа насочена и кон социјала, и кон образование, и кон инфраструктура, и кон животна средина, и кон воздух, и кон спорт, и кон култура. Буквално ги покрива сите области кои што го офаќаат едно нормално живење и нормално функционирање. И тука се трудиме да, како градоначалници, бидеме што е можда повеќе доближени до граѓаните, да бидеме што е можда подостапни за нивните проблеми и да најдеме што е можда повеќе решение. Дејан, ти благодарам многу. Ти посакувам многу среќа и многу успех во твоите идеи за
подобар аеродром, се надевам успех и се надеваме на огромна победа оваа година на локалните избори во општина Аеродром. Тино, ти благодарам и тебе на поканата и не само во Аеродром, мислам дека ВМРО да помине ќе биде апсолутен победник на изборите кои што ни предстојат. Ти благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа прва епизода од серијалот ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Вечерва гостин ни беше Дејан Митевски, градоначалник на општина Аеродром, а ние се гледаме веќе во наредната среда со нова епизода од овој серијал. Поздрав и секое добро.